ден, драги гледачи. Еве сме ние пак со вас, вие со нас, петочки насмејани и спремни сме црвена линија да започне. А на самиот старт бидете подготвени, дискусијата ќе ја започнеме со тема за која што многу актуелно говореше јавноста. Ке зборуваме за малолетничката бременост, проблем за децата, но и за родителите. Па еве и вас ве прашуваме каде затаи нашето општество. А на самиот почеток секако ќе го вклучиме нашиот денешен гостин. Разговорот со него секако ќе биде и најава за понатамошната дискусија со вас на оваа тема. Па во продолжение чести задоволство ми е да го најавам професор доктор Глигор Тофовски, кој што е специјалист по гинекологија и акушерство и меѓу другото председател на Македонската асоциација на гинеколози и обстретичари. Благодарам што одвоивте од вашето време да се вклучите во црвена линија и во овој разговор нека биде и вовет во она што ќе говориме подосна со гледачите. Благодарам што ме поканивте. И многу е интересна вашата емисија. Ја неколку пати сум ја гледал, навистина има така интересни јавувања од гледачите што побудуваат дебата понатака. Ке видиме во денешното издание, ова е сепак една провокативна тема, го засега цело општество, особено реперкусиите ќе ги видиме во иднина. Факт е дека по последните истражувања најмладата малолетничка која абортирала има само 13 години. Според последните резултати, се уште и бројките кога станува збор за малолетничката бременост се високи. Па еве според вас во што е коренот на ваквата појава во нашето општество, каде затаивме, што велат специјалистите по ова прашање? Значи проблемот на малолетничката бременост постои одамна. Јас паметам времето кога бев и студент по медицина, уште од тогаш ние се соочувавме со доста висока стапка на малолетничка бременост и доста висока стапка на прекид на бременоста, така наречен абортус во оваа возраст. Меѓутоа, делот тие девојчиња решаваат и да родат, значи да се породат. Ние го подадовме тој факт дека за минатата година 4,9% од сите бременности во Македонија биле фактички родени од тинејџерки, односно од девојки од 15 до 19 годишна возраст. За точната бројка на прекини на бременоста на абортуси не знаеме. Таа е генерално во тренд на опаѓање, меѓутоа делот тие прекини на бременоста и не се секогаш пријавени до јавност, односно до Завод за статистика и до соодветните организации, така да не сме сигурни која е точната бројка. Меѓутоа, иако имаме еден тренд на намалување низ текот на годините, се уште тоа доста висок процент. Тука веројатно е она што другите земји, да кажеме во Европа пред некое време, пред 10 на 20 години во различен период го почна, а тоа е сексуалното образование, за да младите девојки и младите момчиња разберат дека уште од самите почетоци на нивниот сексуален живот, значи кај девојчињата со првата менарха, веќе постои шанса некој од наредните циклуси да биде плоден, односно да се ослободи јајна клетка и таа да остане бремена. Не значи дека она има 11-12 години дека не може да остане бремена. Она може да остане бремена. Меѓутоа, тука треба, значи младите пред да стапат во сексуални односи, да кажеме ако е тоа негде периодот од после 16 години кај најголемиот дел од нив, значи би требало барем година-две претходно тие веќе да знаат што се потребите, односно што се ризиците од несоодветното сексуално однесување. Тука мислам пред се на сексуално преносливи инфекции и на несакана бременост, пошто тоа се најгорливите проблеми најчесто кај нив што се однесуваат до сексуалниот однос. Да, а еве се добива впечаток дека сите информации младите ги добиваат од она што го нуди интернетот и во последно време социјалните мрежи. Дали таквиот пристап сметате дека е причина за неодговорното однесување кога станува збор за здравието на младите и колку е клучно воведување на сексуалното образование на младите, за младите? Па знаете, за разлика од порано, кога информациите можеше да ги добиете од книги, од пријатели, од своите најблиски другарчиња кои што прочитал, знаел, видел, па ќе ви каже, сега интернетот нуди една таква достапност на мноштво информации, а вие немате сигурност дали е тоа навистина точно или не. Дали е вистина или не, Затоа и ние во делот нашиот ангажман како здружение, токму тоа сакавме да информациите што ќе може да се добијат преку здружението,
да всушност бидат со сигурност точни, да може и родителите и децата исто така, кога ќе се вклучат на страната, кога ќе ги погледнат видеата што сме ги направиле, сме ги надсинхронизирале, кои се направени од млади за млади, на интересен начин за да може некој од овие прашања да се обработат. Мораме на секоја возрастна категорија да ја пристапиме на начин кој што таа може соодветно својот психофизички развој да ги разбере. Значи тука е клучно сексуалното образование. Светска здравствена организација препорачува да има сексуално образование дури уште од предучилишна возраст, ама тоа не значи како што поимаат тие кои што најчесто на социјалните мрежи се бунат, не знам што ќе им правите на децата, не знам што како ќе ги воспитувате. Тоа е фактички една припрема дека хормоните, дека ние сите како луѓе сакаме да бидеме среќни индивидуи. За да бидеме среќни индивидуи треба да си го оствариме и сексуалниот и репродуктивен живот. Значи треба да уживаме во сексот, меѓутоа треба да ни е тој заштитен и да во одредено време тие активности сексуални резултираат со формирање на семејство и раѓање на деца и да кажеме уживање во други некои задоволства во животот и нормално на крајот животот, нели, во перименопауза, во менопауза треба веќе други проблеми имаат жени, дали да не навлегуваме во тоа, значи секој период има свои специфики. По светска здравствена треба прилагодено сексуално образование да постои уште од предучилишна возраст, во училишно да се надогради, ама некако сега да учиме анатомија само него кои се хормоните што влијаат, како треба да се однесуваме, овие негативни појави, јавни соби кај што имало секстинг, значи кај што се праќаат недолични пораки или слики, па после истите се злоупотребени, а тоа лошо влијае па на развојот и на тоа дете, и на фамилијата, и на околината. Значи тие некои појави треба да се учат во училиште, за да ги заштитиме нашите деца да не излезат со последици од тој период. Така да не ги учи улицата на тоа што значи друштвото, здрав, продуктивен живот и сексуални односи. Но оно што е исто така загрижувачки, бидејќи сме 21 век, се уште е табу и посетата на гинеколог, како и редовните прегледи. Поразителна и бројката на жени кои што голем број од нив се уште немаат ниту матичен гинеколог. Па многу од нив немаат, не само што немаат матичен гинеколог, туку го сметаат тоа како срамотен чин, нели, да барем на 6 месеци или еднаш годишно посетат гинеколог. На што се должи ваквиот пристапи во 21 век и во нашето општество кон своето тело, своето здравје? Прво, ми дојде интересно сега кога те слушнав рече дека улицата ги учи, не ова сега глобалното село интернет ги учи, порано ги учеше улицата, кога ќе искочиш умало, кога ние како деца ти нудат цигари или ти раскажуваат што е менструација другарките и така натака. Сега ги учи интернетот, сега вие дури не ни знаете што вашите деца све собираат од интернет, тоа е суштината. Во однос на одбирањето на матичен гинеколог и на свесноста за својот живот, за своето здравје, значи збориме од ќерка, мајка, жена, баба, пријателка, така натака, има две компоненти кои што се јасно препознаени. Едната е здравствената информираност на жената, значи таа треба точно да знае, тоа преска што го спомнав, кои се потребите од незиното и од машкото исто така сексуално здравје во тек на годините. А втората е достапноста на услугите, значи да можат во, да кажеме, најблиската околина и во соодветни услови да ја добијат услугата што во тој момент им треба. За девојчињата би требало фактички да има гинеколог и тука да им се помогне и можда и фамилијата, родителите, разговорот да отидат на гинеколог и пред да имаат сексуални односи, да се значи да добијат информации добри во однос на тоа како треба да се однесуваат. За овие другите жени кои што мислат дека ќе се породат и повеќе немаат потреба од гинеколог, тоа е сосема погрешниот пристап и ние се трудиме и во таа насока да работиме, да сите бидат свесни дека всушност тоа е заштита на своето здравје. Значи, можеби прегледот на почеток е не како да кажам, непријатен или не е чуден за тие кои што не се научени, кои што не ја сваќаат неговата вредност. Па вие да одите на стоматолог редовно, вие здрав кога ќе отидете на стоматолог, ама кога ќе ви каже дека сите заби ви се здрави или имате мал кариес и ќе ви го поправи за кратко, ќе поминете супер. Исто е со гинекологот. Ако одите еднаш годишно, дури кај повозрастните категории пациенти, ако они да 3 пати во годината, значи 3 години поред еднаш годишно,
тој период дури и се разредчува еднаш во 3 години. Значи, не е тоа кој знае колку често и не е тоа кој знае колку страшно, меѓутоа вие добивате една како да кажам сигурност дека и вашето здравје, меѓутоа и здравјето што на сите други околу вас го уживаат како мајка, како жена, е на добар пат, да кажем. И ако има некој проблем ситен, во тој случај, тој со лесна интервенција или операција може да се разреши. Така, Доколку како дојдете велат, касно- подобро да се спречи отколку да се лечи. Тачно. Доколку дојдете касно, дури и најновите медицински лекарства, радиотерапии, хемотерапии, најрадикални операции тешки, не можат никогаш да ви го вратат животот во нормала и за жал, дури и ние така како што правиме проценка тој 5 годишен период на преживување е со многу лоша прогноза. Значи многу е поедноставно и тука треба да се допре до жените, меѓутоа треба и државата да обезбеди гинеколози на секаде кај што ќе може да се обратат овие жени. Благодарам многу. Знам дека имате многу обврски, но доколку сте во можност, ќе ни биде драго да останете и да слушнете каква дискусија ќе имаме на оваа тема и со нашите гледачи. Благодарам. Ќе бидам во движење, ама ќе ве слушам. Драго ни е. Благодарам уште еднаш, а ние сега е време да се вратиме на вас и ете, повторуваме. Денешната тема е појавата на малолетничка бременост, која што не е забележана прв пат во историјата на нашето општество, но се уште присутна во 21. век. Се разбира проблем како за децата, така и за родителите, па еве со вас дискутираме каде затај општеството, но и преку анкета ве прашуваме. Токму така, го слушавме професор доктор Гливор Тофовски, а сега е време вас да ве слушнеме, како и на телефонски број 02 307 6677. Ви очекуваме да ве слушнеме преку нашите социјални мрежи, Facebook, Instagram и Twitter. А сега е време да видиме нашата анкета на Instagram профилот Црвена линија. Сексуална едукација од 5 одделение, да или не? Многу едноставно, овој пат малце поразлично од вчера, даваме две опции со гласање да или не. И поради тоа вие гласате а секако после рекламите ние ги објавуваме крајните резултати. Но секако кога ќе савите на телефонскиот број 02 307 6677, очекуваме и за да ни одговорите и за нашето анкетно прашање. А веднаш преминуваме на вас, ни јавуваат од режија дека го вклучуваме првиот гледач за денес. Добар ден. Добар ден. Добар Вие ден. сте во Црвена линија. Дали сум проф јас или? Ве слушаме, дали не слушате? Дали сум јас проф јавувач? Вие сте, Да, можете да почнете поведот. Благодарам. Благодарам. Па добро, баравме баре 2 минути, ама се уште не давате. И ќе кажеме за ово за бременост на малолетниците. Па кај нас во Македонија родителите се трудат како да најдат леп да ги хранат децата. А децата, пошто самите хормони ги тераат на она што го прават, и почнуваат веќе да шеват лево-десно, па некој ќе зачне и ќе забремени. Меѓутоа, после забременувањето, овие наши владетелски тајби во овие 30 години требаше да најдат начин како да им се пријде на помош во овакви случаи на децата и што да се направи, како да се учат за да не доаѓа до тие работи. Еден доктор јавно не кажа што е добро, а што не е. Еден политичар јавно не кажа што е корисно, а што не е. Ниједна партија не направија дом за деца, за згрижување на такви деца, ако веќе нема начин за побацување, за абортирање, како да се дојде до... Така, времето истече за жал. Целиме што се вклучивте во Црвена линија, напомена 90 секунди е времето за секој излагање, внимавајте на тајмерот. Кога веќе зборуваме за она како се коментира на темава на Твитер заедницата, имаме интересни коментари од јавност. Токму така, сега за сега ќе прочитаме две објави, како што тера емисијата, ќе ги видиме и другите. Првата објава е: за да се спречи малолетничката бременост, неопходна едукација во семејството, но и во училиштето. И одиме со нашата следна објава. Алармантни податоци за малолетничка бременост. Ацески. Најголема вина има образовниот систем.
Така, а еве како да се справиме како општество и нормално да ја намалиме оваа појава, бидејќи еве како што кажа и доктор Тофовски, низ историјата секогаш во општеството имало малолетничка бременост, но и кон подобро продуктивно здравје. Тоа значи да се отстранат сите табуа, односно да се отстранат сите срамови, жените па и мажите да одат на редовни прегледи и меѓу другото информациите да доаѓаат преку образовниот систем, односно со воведување на сексуално образование. А сега ќе се потсетиме што всушност откри нашиот колега Петар Догов во прилогот кој што следува токму на темата појава на малолетничка бременост. Малолетничката бременост е во опаѓање, но бројките се уште се високи. Гинеколозите предупредуваат. Младите имаат големи непознавања за тоа како да спречат несакана бременост или да се штитат од сексуално преносливи болести. Во 2020 година имало 18 пациентки кои што биле родилки, под 15 годишна возраст. Најмалото девојче со абортус е на возраст доволна за 7 одделение. Бројките од ординациите се поразителни. Голем дел од жените не одат на редовен годишен преглед, а речиси половина од нив немаат ниту избрано матичен гинеколог. Најкритична е состојбата на истокот од земјата. Гинеколозите велат дека европскиот стандард е на 6000 жени да има еден матичен гинеколог. Доктори има, кадарот може да ги покрие потребите по региони. Проблем е апаратурата. Не секаде има опремени ординации за да се извршат дури и оние најбазични гинеколошки прегледи. На 02307-6677 вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Да, добар ден. Секој добро. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Благодарам. Поздрав и до вас. Оваа тема ја слушаме и пред неколку дена имаше баш од професорот Топовски предавање околу раната бременост кај малолетните деца, со тоа што искрено да ви кажам, во овој 21 век треба она што со програмата Министерство за образование и наука го предлага, тој поготово предмет за сексуално воспитување треба поткитно тој предмет да се уфрли од основните школи па до факултетите, затоа што сега во оваа ситуација покрај образовниот систем кој треба да помогне во поглед на тие малолетници, али родителите се првите. Кога девојчето ќе добие циклус, поткитно треба да се обезбеди матичен гинеколог, да се тие работи следуваат на контроли и така натаму, затоа што тука затаено е сега кај нас овие 30 години. Се уште нашите деца немаат матични гинеколози, со тоа што е тука е манјкањето. Али психолозите, педагозите, тие во школите треба многу брзо, потесно да ги работаат тие советувања околу тие млади деца кои што знаеме дека се напредни децата млади сега, али не се напредни со размислувањето во тој поглед. Затоа доаѓа и до бременост и до зарази кои што се присутни. Ја затоа ќе ги повикам сите оние институции како што е Министерство образование поткитно да тој предмет го стават во образовниот систем. Ви благодарам многу. Благодариме и вам што се вклучивте во Црвена линија. Во меѓувреме додека очекуваме следно ново мислење од некој наш нов гледач. Така, ја само ќе повторам што професор доктор Глигор Тофовски спомна. Има на YouTube од Amaze сексуална едукација. Маго склучи меморандум за соработка со Amaze, преку кој беше возможен пристап до повеќе од 20 едукативно забавни кратки видеа и едукативни ресурси за сексуално образование, наменети нормално за сите. Па ако денес сите информации врзани околу сексуалноста, почетоците, сексуалното, репродуктивното здравје ги добивате преку интернет, еве можно за младите да гледаат на YouTube нешто што ќе биде корисно за нив. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Значи, ова што се случува ништо ново. Сакаме да одиме во Европа. Видите Европата. Значи, ние во Европа, овие се све, како да кажам, случувања европски. Значи, ние сакаме што побрзо да отидеме, а на кој начин и каков и со што, тоа уопште не е питно.
затоа што видите вие какви кампови гледасме што се случуваат за деца, што родителите не знаат, го праќа детето као у камп за нешто, како да речем, за друга едукација, а доаѓа таму до многу лоши и не знам кој збор, не сакам нешто да повредам, да кажам кои други проблеми ќе се случат со тие деца. Значи, на родителот воопшто не му е објаснето и не знае, например, каде тоа дете го праќа. Идеме ваму, идеме таму, родителите секој сака да му овозможи на детето тоа што го сака. Сега колку е, што е тоа, како е добро, тоа е веќе друго прашање. Затоа, например, кај нас овдека нема, не знам како да речем, едукација. Ако некого слушнеш да едуцира, да прави, ќе те направи уште дека си прости, дека си ваков, таков, омаков и си заостанат. Кај нас малку тие работи се другше опфатени. Јас тука живеем кај повеќе овие странски имам околу мене училишта, така да што да ви кажам. Не знам што да ви кажам, култура на нула, ќе рече некој. Од родител до дета, тоа се повеќе странски, сега колку се повеќе странски, ја не знам. Благодарам, цениме што се вклучивте во Црвена линија. Ќе вклучиме веднаш нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Вие сте на линија секако. Благодарам. Па вака, малолетничката бременост ми се чини дека се повеќе зема замат, а за тоа не може да биде никој винен освен родителите, школството и обкружувањето, улицата. За да не се случува сето тоа, прво треба родителите правилно да го воспитат детето, да му укажат на сите последици кои што можат да настанат, значи да не стапуваат пред време во сексуални односи. Втората инстанца е школото, каде што значи стекнуваме наука и знаење, да му се укаже што може, што не може и дали е време значи пред полнолетството да стапи во контакт сексуално. Ако си тоа, значи, и најголем виновник ќе биде улицата, каде што нашите деца се дружат и гледаат некој какво херојство направил, никој ништо не му може и слично. Меѓутоа, али на овдека ќе оставам, овдека претежно се овие деца на родители кои што се разведени. А тука ќе кажам едно што многу ми смета, поќепате го кажувам, тие родители кои што се разведени викаат среќно разведена, среќно разведен. А децата оставени на улица. Затоа ни се случува ово. И треба да не го користат тој термин нашите родители кои што се разведени, да не викат сме среќно разведени, среќно разведени. Само треба правилно да ги усме. Благодарам, цениме тоа што се вклучивте и вие во Црвена линија. Ајде сега малку повторно на Твитер да видиме што издвоивме со Тео за денес. Така, одиме со следната објава. Одиме и не знам од каде потребата овие луѓе да вршат притисок кон тоа дали треба или не треба да има сексуално образование. Прашањето не е никога, веќе доцниме. Мора да има. И тоа што е можно побрзо, без политички калкулации. Здравието пред нив. И одиме на следна објава. Ако можеше напречнеме. Овие пабомериве, што мислат? Дека кама сутра ќе учат деца по сексуално образование? Маце се насмеја. Така, иронично, хумористично, наиве кога беа анкетирани средношколците, ова се интересни резултати. Дури 40% од учениците не сметаат дека луѓето кои почнуваат со својот активен сексуален живот на помлада возраст имаат поголема веројатност да се заразат од некоја сексуално пренослива инфекција. 20% од учениците пак сметаат дека кондомот може да помогне само во спречување на бременост, а и не во спречување на било која сексуално пренослива инфекција. 20% од учениците сметаат дека контрацептивните таблети може да ја заштитат девојката исто така од сексуално преносливи болести. И истиот процент, 20% од учениците сметаат дека не можат да имаат повеќе од една сексуална пренослива инфекција во исто време. 35% не знаат дека еден од начините да се спречи ХПВ вирусната инфекција е преку вакцинација. Так,
Така, а сега покрај што само накратко ќе прочитам уште неколку објави на Твитер, секако ја потсетам, покрај телефонскиот број 02-307-6677, ние исто така и очекуваме на социјалните мрежи, црвена линија Facebook, црвена линија Instagram и црвена линија Twitter, да ги споделите ваши мислења за нашата тема, нормално за нашето анкетно прашање и се остало. А сега се враќаме на Твитер со две објави. Одиме. Алал ви на трпението да се објаснувате со зацуцана багра на Твитер за сексуално образование. Истите што мислат дека не чипираат со вакцина, дека Харпот работел, дека снегот бил пластичен па го паля, сексуално образование ќе свателе како нормална потреба, не блуд и разврат. Одиме со седнат. Земјата била рамна. Во вакцините ставале чипови. Против сексуално образование, пошто е срамота. Како постои уште како вид на земјава? Ето така се коментира на Твитера, сега Тео може во меѓувреме да подготви едно видео, заедно ќе го коментираме, а вас ве охрабруваме да ни го дадете одговорот на тоа во што затајува нашето општество и како да се намали појавата на малолетничка бременост. Јас ќе дозволам да кажам детска бременост кога имаме случај 13 годишно девојче да абортира. Добар ден. Добар ден, да. Вие сте во црвена линија. Да поздравувам во студиото. Ве поздравуваме и ние. Темата ми е комплексна и многу интересна за малолетниците, меѓутоа јас само би рекла во контекст на тоа дека родителот е прв што треба да го соопшти сето тоа на детето да го пренесе, а потоа оди она последователно што велите и вие, се слагам со вас и со останатите гледачи, дека треба нели поддршка. Дали ќе биде од обкружувањето од некој блиски, дали ќе биде од некој стручно лице, психолог и така натаму, гинеколог и сето тоа е, али на прво место родителот. Значи, порано имало, така да ви кажам, тоа воспитување домашно, значи строгост и се знае што е и како е, од колку до колку. Прво излегувањето се знаело. Одреден термин, кога се излегува и кога се враќа од излегување. Потоа, во какво друштво, со кои особи се запознаваме, окружувањето и сето тоа, значи влие. Прв е родителот, потоа наставникот, а потоа јас би рекла дека сите тие пропратни институции, како што последователно ви благодарам, убав ден. Поздрав. Благодарам и вам што се вклучивте во црвена линија, а вас ве охрабруваме. Знаеме дека овој пат црвена линија не зборуваме толку за дневно политички теми, но на што издвоивме дека секако важно е и здравјето на нашата младина и секако во 21-виот век, време на информации, сепак е поразително да имаме појава на абортуси и сексуално преносливи болести, особено кај популација, да не речеме девојчиња од 13 години. Но тоа не значи дека и момчињата треба да бидат изолирани и да не бидат доволно информирани околу своето продуктивно здравје. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија? Дали се слушаме? Да, одлично ве слушаме, повелете. Поздрав до вас, до емисијата. Поздрав и до вас. И вака сега да почнеме. Малолетничка бременост, тоа било и порано, меѓутоа прашањето е како да се намали. Знаете, ние сега се наоѓаме во еден друг општествен систем на некои вредности, односно на невредности, каде што затајува. Прво, воспитната дејност на училиштето, нема младински организации кои што порано за време на Југославија и те како игра улога околу воспитната дејност на младата генерација. И број 3, ние се наоѓаме во една демократија, која, нажалост, таа демократија се претвори во анархија, значи во самоволие. И тука нема доволно грижа не за младата, за младото девојче, за младото момче, и тоа е навистина еден проблем. Сега, по-добро да се лечи отколку да се спречи отколку да се лечи. Значи мора да се зајакнат овие работи околу воспитната дејност на родителот, на училиштето, околу психолозите, педагозите, така сестрите тебе да проработат малку повеќе. И така тоа да се спречи, ја мислам дека може тоа да се направи.
Благодарам што се вклучивте, за да не ве спречуваме во излагањето. Внимавајте на вашите 90 секунди. 0230766777, телефонскиот број на црвена линија, денес со малку поинаква тема, но многу важна. Зборуваме за се уште високата бројка на малолетничка бременост, а се разбира доколку и тоа се случи, а може да се случи во нечи дом, тогаш тоа е голем проблем не само за детето, ќе споменеме не само проблем, туку и голема травма како за семејството, така и за девојчето. Меѓу другото, одговорноста не е само на родителите, туку и на општеството. Па еве црвена линија денес ве прашуваме како може да се спречи оваа појава, особено фактот што и доктор Тофовски напомена, овој пат во овие времења улицата не е таа што толку не учи, туку интернетот и особено достапноста на информации, поточно да речам преплавени сме со секакви информации преку социјалните мрежи. Дали биле вистините или лажни, не знаеме. Така, оно што е вистина дека на оваа тема се коментираше многу на Твитер, твитерашите секогаш се храбри кога треба да се коментира на нешто вакво. Така, па да прочитаме неколку објави од Твитер, нормално за темата. Од Фиќо. Премногу се разбирате во сексуално образование ко за некој што го немате. Така, одиме со следно објава. Сите што живеат у некаква бајка дека сексуалното образование не е потребно, зашто основите се учеле на час по биологија. Очигледно гледале низ прозор и чепкале нос на часови по биологија за време на цело образование. Идеме со следната објава, уште една, мислам дека имаме време, нормално дека имаме. Кога ти намислиме кога за тебе убаво, ти ќе опрашаш, ва? Еве вака вели Леа, кога прв пат добив, бев сама дома. Татко ми беше на пат, а мајка ми во друг град на погреб. Мислев дека умирам и се затвори во соба и чекав да умрам, ама не умрев. Само требаше некој да ми објасни, тоест ми требаше, сака да каже, сексуално образование. Па еве црвена линија ве прашува дали сте за и против да се воведе сексуално образование во училиштата и меѓу другото еве да ни откриете според вас каде е коренот на проблемот за се уште појавата на малолетничка бременост и меѓу другото сексуално преносливи инфекции помеѓу младата популација. Добар ден. Црвена линија, повелете. Дека го добиеме нашиот следен гледач, како претходно што напомена дека постои YouTube канал за вакви едукативни кратки видеа, нормално анимирани. Па ја и Тина одлучивме да гледаме едно, нормално со вас, па ќе опуштиме заедно. Името му е, односно насловот, Интимност и емоции. Така, оно што е неминовно и што можеби никогаш не се менува, дека стапувањето во интимен однос треба секогаш да биде поврзан и со имање емоции. Дали имаме гледач? Добро, ете така е. Значи, оно што е најважно е дека едукацијата и информираноста е најважна. А еве како се поврзани сексуалните односи и емоциите. Сексот може да биде извор на физичко задоволство, а исто така може да предизвика различни емоции, како интимност, поврзаност и задоволство. Овие позитивни емоции може да ја стават личноста во ранлива положба. Допамин, серотонин, окситоцин и вазопресин се само неколку хемикалии во мозокот кои може да предизвикаат емоционални реакции при секс. Овие хемикалии се она што го прави човекот да чувствува задоволство од секс или да чувствува емоционална приврзаност кон друга личност. Кога немате големо искуство со мозочните хемикалии вклучени во сексот, тие може да бидат многу поразителни, особено ако вие и вашиот партнер не ги имате истите емоционални реакции. Ако емоциите од сексот прават да се чувствувате вознемирени или депресивни, треба да разговарате со вашиот партнер или со возрасно лице од доверба. Пред да одлучите да имате секс, важно е да размислите за сите емотивни реакции, позитивни и негативни, кои би можеле да ги почувствувате како резултат на вашите искуства. Не заборавај да ме посетиш на amaze.org или на мојот YouTube канал за повеќе. Чао! И да велиме чао на клипота. Здраво и добар ден за нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Дека би кажал дека за околу сексуалното образование кон младите, односно адолесцентите и пубертетните, да ги речам,
Значи сите деца, и машкиот и женскиот пол, без разлика, значи на полот, треба прво од родителите да се земе учење. Значи да им се посочи што треба да се прави во животот. Тоа е прво и основно. Потоа, ако се тие презапатени родителите, тогаш може некој близок, повозрасен, што го има тоа искуство на најубав начин, да го пренесе тоа спонтано, да не биде директно, да не биде нападно, да не биде вознемирувачко или стресно. Сето тоа да преиде во една блага форма, да може детето да свати и да му биде од полза, од корист. И уште една работа, значи потоа верувањето, верата, православието е на второ, односно на прво место. Значи мора во Бог да се верува, а со тоа и тие норми ќе се запазат. А потоа тие што ги спомнувате останати институции и друштвото и окружувањето од околината и така натаму. Поздрав и благодарам. Се најдобро. Благодарам и на вас, што се јавите. Благодарам што земавте учество во Црвена линија. Сега малку ќе одмориме со реклами. Еве сме назад после кратките реклами и сега на телефонски број 0230766777 ние ве слушнавме што ве слушнавме, а сега е време да ги видиме крајните резултати на нашето анкетно прашање на Инстаграм Црвена линија, која гласеше сексуална едукација од 5 оделение. 57% гласа за да, додека 43% гласа за не. Скоро па нерешено тел. А оно што одлучивме ние во понеделник и ви имате цел викенд да се подготвите, ќе дискутираме на нешто исто така многу актуелно. Организацијата на потрошувачи предупредува внимателно со кредити. Дали се доволно јасни условите за кредити? Но тоа не е единствено нешто што прашуваме. Ние поставуваме наше анкетно прашање на Инстаграм Црвена линија, која ќе гласи: дали ги читате редовите со мали букви? Тие долу, на крај на договорот. Да или не? Се гледаме во понеделник, веднаш по вестите и се разбира, ве препуштаме на програмата на Телма телевизија. Убав викенд! Чао, чао!